Добар ден, почитувани гледачи. Овде сме заедно во нашата нова емисија. Веќе е 14 часот. Денес имаме еден многу интересен гостин, верувам на сите вас ќе ви се допадне. Сигурна сум дека сите сте го гледале порното Жена ми мира пак мастурбира, ама нема за тоа да зборуваме денеска. Ќе доведеме една огромна порно звезда, една од најголемите порно звезди во Македонија. Не е жена, маше, значи тоа е добро за припадничките ете на понежниот пол. Овде кај нас денеска во студиото ќе го повикаме Андреј Фидановски. Аплауз, дами и господа. Добро вечер. Добро вечер, господин. Надвор ладно, да, може да се раскомутите. Благодарам. Ете така. Ќе извадам само капата, така да не ми биде ладно. Тука малку е ладничко. Да. Ладничко. Како сте денеска вие, господин? Прилично добро да речеме. Од работа доаѓате, од снимање? Да, од снимање бев до сега на Напорно. снимање. Напорно така жени едно друго. Знаете како е, мислам, порно филм да се... Некој би дале се да бидат на ваше место. Па не знам дали не би рекол така, зашто тоа е тешка работа и снимањето филм не е лесна работа. Така да, добро сега платата е добра да речеме, али Колку ве плаќате за еден порно филм? Просечно. па не сега како да ви кажам, не што интересира вас мене колку ме плаќаат, дали разбирате? Господин, ова јавна емисија не можете вака да разговарате со водителката. Па добро, зависите сега каква е сцената, кој пози, кој ова, она, дали ме разбирате? Каков тип на порничи вие снимате? Јас снимам тип на порничи од каков тип? Софткор, нешто хардкор, Нешто садомазо. Тврдо така, да. Потешко, Да, нешто појако, по... Значи повеќе ве плаќаат, претпоставам за тоа. Добро, може и повише, али добре. Да. Добре. Дали е тешко да се биде порно глумец на наши простори, пошто знаете, нели, трачави едно друго таблоиди се, тоа мислам на улица ве препознаваат ли? Млади девојчиња, Како мислам, вие не, сте како згодна не. особа, вака. Како не, можете да видите и сами. Може да станете да ве погледнува во публиката. Еве ова е господинот. Значи, апсолутно мислам според сите, Ова ми иначе кожен мантил. да, кожем. Значи сите стандарди за порно звезда во Македонија ги исполнува, повелете седнете. Значи ве препознаваат по улица, така. Па да. Како не ме препознаваат? Среќа што имам кола, па така да можам на некои места да избегам, али ете као што е на пример трговски рамстор, мамстор, Да, се. такви работи, не може со кола да се вози. Да. Така да автограм ќе ми се изнасмеат, ќе ми речат браво и разни други работи, да не збориме за тоа сега. А дали знаете дека неодамна е отворен клуб на обожавателки, за ваш клуб за обожавателки? Се собрале 20 на девојчиња од средното школа Орцеликов и отвориле клуб со име Да живее Андреј Фидановски. Дали сте за тоа запознаени? Не, тоа прв пат сега го слушам. Па да, неодамна е отворен клубов, инаку собираат касети, знаете, и цедиња и се тоа, сите ваши филми. Имаат така едно просторија една залепена со ваши постери. Не знам, тоа сега прв пат од вас го слушам, али мислам дека тоа... А исто и прочита во оглас дека даваат по 50 денари за секој автограм од вас. Мислам, толку им значите. Не знам. Убаво е вака младинава што ја образувате. Вие сте еден вид на професор. Ги учите... Ги учите младите на сексуално образование, нели? Дали користите заштита во вашите филмови? Да, без тоа нема да водам љубов, нема да имам секс, ништо. Без тоа не. А каков вид на заштита користите? Па кондом се разбира. Режија, не снимај. Реклами, почитувани гледачи, да смислиме што следно да кажем. Реклами? Трни се. Сечи, може. Сечи. Ете назад сме во програмата, видовте Coca-Cola реклама, секако најубавиот пијалок во Македонија. И назад сме во студиото со порно звездата, голема македонска Андреја Фидановски. Нас ни требаше многу долго време да ве пронајдеме. Вие не сте многу достапен за медиумите. Зошто не сакате да дојдете по емисија? Па не, видете, таму сега разни прашања поставуваат. Така да не ми е
Сами сте се одлучиле да станете порно звезда, треба да ги прифаќате прашањата и да ги одговорите. Добро, има порно звезди кои се недостапни за јавноста, така да само може да ги видат на филм. Точно, да. Баш поради тоа само што можат да ги видат на филм, некој сакаат и да ги запознаат и нивните, знаете, животен стил да им запознаат едно друго. Тие порно звезди, например, како што сум ја, добро, јас сум еден од помеките, така да кажам, и не ми е толку страв да направам интервју или да дојам на емисија како оваа вашата. Пошто е најпрекрасната емисија на целиот свет. Да. Туку едно многу интересно прашање се сетив. Само да ми текне, пошто ми одлета малце мислата дека доколку би ви понудила голема сума на пари да водите љубов со маж во порнич, да прифатиле? Не. Рича, треба се грижам за мојот глас. Не. Огромна сума на пари, значи правиме муавет за милиони долари на наши простори. Сум имал сцени каде што, например, двајца, јас и уште еден маж сме голи, но не имаме секс, мислам се разбира тоа. Барем мало фелација, знаете, пушење. Не, ништо не. Не препорачувам тоа на ниједен. Ама вие сте професионалец, тоа е глума, се е тоа глума, треба да прифатите. Глума, али јас не сум хомосексуалец. Ама нема врска, ќе глумите хомосексуалец, тоа ако сте професионалец, ќе се одглуми тоа многу лесно. Не, мислам, можда има некои луѓе така, али јас не препорачувам такво нешто. Не. Зашто да не? Па не знам, така едноставно глупо ми е и лош пример за граѓаните, не знам, што гледаат тие луѓе што го гледаат порничот. Ама некои граѓани се палат на порничи со геј луѓе. Не знам. Сега ве фатив на тука во замка. Тие граѓани, не знам, се сигурно геј луѓе што се палат на порничи со геј. Така да ја не знам колкава сума пари, јас не би се нафатил да имам направено. Тоа така цврста одлука. Туку друго прашање, дали тоа што сте порно звезда автоматски значи дека сте поискусен во сексот и дека сте подобар сексуален партнер, доколку на пример не би биле порно звезда? Дали би биле волку добар во кревет како што сте сега? Пошто има сега да не кажувам, ама знаете се шират рачови, кажуваат девојчиња, жени, дека ги фалат вашите сексуални способности. Дали се должи тоа на тоа што сте вие порно звезда? Па не знам. Не би рекол зашто да не, мислам и пред да станам порно звезда ја бев добар во кревет, така да. Ама за тоа никој не може да ни посведочи. Тоа е факт, да, али мислам по реакцијата на жените од како ќе завршиме со 10. Дали ви велат многу сте добар? Да. Малку се фали нашиот гостин денеска. Ама и со право се фали. Значи, дами и господа, почитувани драги гледачи, тоа беше се за денеска, ете имавте често овде со... исто така и еден нова работа заборавивме. Нашиот гостин нов имидж створил во последно време. На што се должи вашето пуштање на брада, кој траело цели 4 мачни недели? Недели? Па не знам, така сменам имидж малце на сите филмови уназад, така избричен, без брадичка, се така малце, можда... И да луѓето пак ќе ме препознаат, али тоа е тоа, мислам. Да не е за да се скриете од јавност, не, сигурно. А дали уште едно прашање и завршуваме емисија, јас се извинувам, толку е времето. Уште едно прашање, дали ве тера да се депилирате на интимни места вашите режисери и продуценти? Да. Ве тера? Да. Интимни, анално место, тоа све? Да. Дали тоа ви пречи? Не. Ви благодарам што бевте денес на своја емисија, навистина ја разубавивте ова студио, го разубавивте со вашата појава. Ќе ве повикаме пак кога ќе искочи вашиот нов филм. Јас го погледнав вашиот стар филм. Морам да ги пофалам вашите актерски способности, мислам апсолутно сте the best. Мислам like the best. Благодарам што бевте гост. Благодарам и на вас што ве повикав. Драги дами и господа, вие пите Кока-Кола, продолжете да не гледате и гледате порно. Фала, чао, пријатно.